Почнуваме, добра вечер, добро дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Состојбата со ковид епидемијата и светската пандемија кај нас е критична, болниците се преполни, бројката на дневно заразени пациенти не стигнува, а не стигнува ни бројката на починати, која веќе секој ден се движи 30, 40, 50 луѓе. Со нас вечерва тука имаме двајца лекари, кои двајцата работат во ковид центри. Ќе видиме, ќе разговараме за оваа состојба, за причините за големата смртност, за најавените превентивни мерки за спречување на заразата. Почитувани, добар ден, добра вечер, веќе се стемнува полека Петар Атанасовски и Злате Мехмедовиќ. Добро вечер, добро вечер. Како што кажав, болниците се преполни, според последните податоци имаме 21.265 активни случаи. Во болниците веќе се бројат слободни места. Според Министерството за здравство, секој ден во оние извештаи кои се даваат слободни места има, според пациентите слободни места нема. Тие велат дека тоа едноставно не е точно. Ги враќаат. Како и да е, вие двајцата работите во ковид центри, доктор Атанасовски во ГОП 8 септември, Злате Мехмедови сега е на клиниката за неврологија. Интерни клиники во делот на клиниките за неврологија и дерматовенерологија. Да. Кажете ми прво, каква е состојбата? Каде е вистината меѓу овие две тврдења? Едното дека има слободни места, дека здравствениот систем се уште функционира, иако и Министерството признава дека е оптоварен, и жалбите на граѓаните кои велат дека тоа не е точно. Прво, добро вечер и да го честитам празникот денеска, не е празник 7 април на здравствените работници и благовет на православните христијани. Што да кажеме, дали има место, нема места, во нашите институции нема места. Значи се чека буквално да даде некој да се испише или некој да почине, па да се завземе неговото место. Јас од лично искуство знам, баш дента кога министерот изјави дека има места, јас кога дојдов на работа, дежурен, на моето оделение горе на неврологија имаше позитивен пациент, иако беше чисто оделението, кој седи 2 дена таму, а во тријажниот дел или центар кај ше во 8 септември, имаше 2-3 пациенти, меѓу кои еден невролошки пациент кој од претходниот ден чекаше прием. Потоа се случи, се отворија нови оделенија и полека за еден ден се пополни тие места. Значи, состојбата е тешка. Тешка е состојбата. Фалат места, загрживачки е тоа што се поголем број на млади луѓе заболуваат и едноставно се прави напор да бидат згрижени. Бројката на прегледани пациенти во тријажниот центар во ГОП 8 септември достигна и преку 100 пациенти. Значи за едно деноноќе, а каде што да напоменеме дека до 3 часот или до 3,5 работи ефективната амбуланта, каде што посебно се прегледуваат и други пациенти, ковид пациенти. Да. И тоа не е, вие знаете подобро од мене, не е само за места, треба некој да работи таму. Тоа треба да работи, сакам исто да ги поздравам персоналот што пожртвовано се борат, и не само докторите, тука спаѓаат сестрите, болничарите, административците кои се бореа и не знам дали добија награда, а кои се во првиот борбен и редови со ковид пациенти, значи ковид пациентот се наведнува буквално на шалтерот и забораа дека спроти него може да има здрава личност која може да има ризик да биде заразена и да заболи со ковид вирусот. Да. Така да пожртвуваноста, не знам доколку ние скоро цела година и 2 месеци се бориме. Јас стварно им благодарам на тој персонал што е на ургентниот центар и тријажниот центар во ГОП 8 септември. Зборам за средниот персонал. Ние докторите сме малце и порелаксирани,
Ама пак се бориме и ние. И ние сме доста ангажирани, ама целиот товар мислам дека спаѓа на тој среден персонал и не знам до кога ќе издржат. Да. Да не спомнуваме за платите, да не спомнуваме за наградите, за заштитата опрема, тоа е посебна приказна. Мехмедовиќ, може ли здравствениот систем да издржи и според Министерството овој трет бран е најтежок, здравствениот систем е најоптоварен, како вас ви изгледа, до кога ќе може вака да се амортизира состојбата? Погрешен е пристапот. Значи, пред да започнам со дискусијата и да одговорат на вашето прашање, ја би се придружил кон честитките на сите здравствени работници, да им го честитаме денот на здравието, 7 април, кој што денеска се одбележува во една тажна атмосфера, меѓутоа има убава порака да го направиме овој свет поздрав и поеднаков во пристапот на тие здравствени права. Она што можеби го одбележува во оваа дефиниција денешниот ден е тоа што навистина можеме да видиме дека па дури во нашиот систем одредени права кои што се загарантирани за луѓето кои што имаат повисоки лични доходи се поинакви во однос на оние кои што треба да ги бараат услугите во јавното здравство. Јавното здравство е преоптеретено и најчесто проблемите се јавуваат кога немате доволно средства за да си обезбедите квалитетна здравствена заштита. И затоа најголем дел од приватните болници денеска го стваруваат својот профит на грбот на граѓаните кои што немаат доволно пари, па заложуваат куќи, станови и све она што имаат во своја собствена за да можат да си го платат лекувањето во некои од тие установи да добијат болнички кревет. Во однос на она колку е преоптоварен системот, да, преоптоварен, значи слободните места се бројат на прсти и буквално се чека испис за да може да се приме друг пациент. Во делот на интерните клиники дневно се прават во просек околу 25 до 30 исписи и тоа се места кои што многу брзо се пополнуваат, затоа што и по триажниот аспект на она што го гледаме кај пациентите, најголемиот дел од тие пациенти им е потребна хоспитализација. Оваа форма, оваа варијанта на вирусот со која што се соочуваме е изразито агресивна и прави тешки проблеми, прави големи проблеми во делот на инфламаторните маркери во клиничката слика која што ја гледаме кај пациентите и затоа е неопходна хоспитализација и одблиску следење на тие пациенти. И доколку не обезбедите навистина доволен број на кревети за да го третирате ова, тогаш имате сериозен проблем на тоа некој да остане без здравствена заштита. Оно што од Министерството уверуваат дека имаме доволно кревети е веројатно компензирано со отварањето на голем број оделенија како што е во делот на пластична хирургија, урологија, травматологија, ортопедија, детската клиника за педијатрија и последното што го слушнавме е Заводот за физикална медицина во Козле. Така да Извини што ќе се убацам, уфрлам во збор. Кревети може да има доволно, да има доволно персонал кој е способен психофизички да издржи и да пружи вистинската нега на пациентот. Не сваѓате? Претпоставам дека ова што го кажувате пластично кажано, ние може да наредиме во една соба 6 кревети со 6 пациенти тешки, уште 4 соби со исто толку број на пациенти, 24 пациенти, а на работа да има еден болничар, една сестра и еден доктор. Тоа сакав да го кажам за да разберат луѓето. Претпоставам дека таквото механичко зголемување на слободни места, каде што тој персонал кој постои се оптоварува дополнително, всушност го намалува квалитетот на здравствената услуга. Тоа се подразбира. Значи, може да се случи, знаеме, симптоматологијата и развојот на болеста е доста брза и се случува да пред 10 минути да разговарате со пациентот, да има добра сатурација, да не му треба кислородна поддршка, додека отидете да направите визита во наредната соба, да се влоши пациентот, нема кој да му пружи нега, бидејќи вие сте со ограничен број на персонал, кој е заморен, кој е ицепкан на смени каде што помалце да им се наплати да добијат парични средства за ова, дали на 12 часа, на 8 часа. Така да доста има пропусти каде што мора да се реагира и да се направи нешто подобро. Да. Поентата на оно што сакав да го кажам, само се вратиме на тоа, е дека погрешна е поставеноста доколку сакате да клинички да го решите проблемот со ширењето на вирусот. Значи не постои земја во светот која што има доволен клинички капацитет да може да третира болест.
не се залудно препораките од Светската здравствена организација превентивните мерки да бидат доминантната алатка со која што ќе ги решавате и ќе ја решавате пандемијата, ќе ги водите текот на настаните како се одвива оваа пандемија. Доколку навистина почнувате на тоа да размислувате да ги пополните максимално сите болнички капацитети и да ги искористите сите човечки ресурси кои што ви се на располагање, тоа е спротивно на сите епидемиолошки индикатори, сите епидемиолошки постулати кои што ви велат дека ефикасниот начин за контрола на една епидемија или пандемија ви е превентивата. И мислам дека тоа е основната работа која што е погрешно поставена во нашиот систем, дека треба сосем обратно да бидат поставени работите, дека треба да се размислува пред се на превентивниот момент, а не на клиничкиот. Да, Министерството за здравство и надлежните и Комисијата за заразни болести има различни изјави во однос на тие превентивни мерки. Прво кажуваа дека нема се уште потреба, дека анализите кои се прават од земјите кои ги вовеле дека не покажале резултати, за наеднаш да се предомислат и да воведат продолжување на полицискиот час, затварање на угостителски објекти и други објекти. Дали овие мерки, дали се носат овие мерки од стручен аспект или тука игра улога политиката, јавното мислење, бизнисот, економијата? Дали овие мерки сега, последните се донесени на време? Кога овие мерки ќе дадат резултат? Кога ќе почне да се намалува бројот на новозаразени? Значи, ако сакате да покриете повеќе фактори кои што се однесуваат кои што се однесуваат на една пандемија, тоа секако не се само индивидуалното здравје и колективното здравје или јавното здравје. Иако тоа е примарно, и тоа е тоа што треба да го заштитите. Треба да ги покриете и економските аспекти, и социолошките, и сите други аспекти од општественото живење. Економските аспекти не можете да ги занемарите поради тоа што невработеноста која што ќе резултира како несоодветно третирање, како резултат на несоодветно третирање на тие економски проблеми што ќе се јават во еден локдаун, во едно затварање, во полициски час или било што друго, ќе резултираат со невработеност, ќе резултираат со психолошки дистрес, ќе резултираат со несигурност, социјална несигурност кај граѓаните и тоа ќе направи дополнителен проблем, вклучувајќи го тука и здравствен проблем. Меѓутоа, фактот кој што повторно низ историјата на човештвото е докажан е дека дури и тие локдаун мерки, односно мерки на ограничување на движењето на населението, кога ќе бидат применети во нивната вистинска форма, на краток временски период, со силен импакт врз онаа епидемиолошка крива која што не следи, тогаш ќе имаат ефект. Доколку истите бидат расецкани, односно ослабени, недоволно силни, тогаш е најверојатно дека ќе имате еден пролонгиран ефект, едно интермецо на економски рехабилитација на системот, здравствени рехабилитација на системот и повторно појава на такви пандемиски високи криви кои што кога тогаш ќе направат вакви бранови кои што навистина се тешки за менаџирање. Ако сакаме навистина да имаме ефикасни резултати, тој локдаун се спроведува во период од 5 до 7 недели, кога ќе треба да даде ефикасен систем во кој што ќе се намалат бројките на новозаразените, а после тоа кога ќе се смират може да се размислува за релаксирање на тие рестриктивни мерки. Атанасовски, ви се чини ли вас дека мерките се спроведуваат стручно? Искрено не се спроведува стручно. Бидејќи некако повеќе влегува политиката во игра, а тоа го гледаме од самиот почеток на епидемијата, кога се воведува мерки и со помалце број заразени и со помалце смртни случаи. И се одеше на играње на корист на политичките партии и едноставно кога требаше да се има избори се налабавуваа мерките. Кога почнуваат да се шири епидемијата и пандемијата, некако мерките касно се воведуваат и се игра со тој политички фактор, ја би рекол. Сега последното беше со пописот, исто се балансираше. Мислам дека тоа е причината зашто не беа воведени овие мерки порано. Кој што спомна колегата, западноевропските земји воведуваат локдаун, ама тие ги покриваат сите економски трошоци на малите бизниси, на бизнисмените, на економијата и на сите вработени, за да не го осетат тој локдаун и тоа затварање на самите бизниси. Да имаме ние информации дека, например, во Германија секој бизнисмен или секоја фабрика или секој
да речеме, локал, кој што остварувал профит, државата му дава плюс 30%, ги покрива трошоците за платите на вработените со цел да не осетат некоја криза и едноставно да не бидат оставени на улица и без работа во оваа тешка состојба, каде што искрено не да Боже да заводи некој што е без работа, лекувањето, самите витамини коштаат повеќе илјади денари. Да не збориме за другата терапија што е многу поскапа. Да. И мислам дека овие сега мерки што се донесени се малце закаснати, бидејќи веќе како да почна да лаби епидемијата, го гледаме ние по бројот на прегледите, пикот беше малце претходно. Сега со смртните случаи таа бројка е зголемена, ама ќе видим. Мислам дека малце треба и построги мерки да се донесат сега, да издржиме неколку недели, со цел да добиеме нешто подобрување, за да едноставно да сопреме оваа епидемија и да овозможиме на здравствените работници да одморат малце, да одмориме ние, да речеме у прво лице да кажам, бидејќи е доста напорно. Да. Хаосот во самите болници, не знам клиничкиот центар како функционира, нашата болница, ако дојдете на лекување и да ќе приметите дека влегувањето на здравите и на болните, сега сите се болни кога доаѓаат, ама заразените со ковид и незаразените со ковид е низ иста врата во ургентниот центар. Значи, кога влагаат низ таа врата, лево фаќаат за триажниот центар, десно е чистиот дел. Значи, тука малце тие мерки се запоставија. Едно време во нашата болница не работеа ни еден лифт, работеше само тој лифтот за храна, каде што се носеше и храната, каде што се носеа и здравите и ковид позитивните пациенти. Да, телевизија 24 обработуваше таа така тема. Да, искрено тука не можеме никого, не знам кого треба да обвиниме, бидејќи средствата треба да дојдат од Министерството за здравство, бидејќи во оваа криза болницата е преоптеретена со финансии и ќе го спомнам на мисля да се купат тие, не знам, кои тенкови возила армиски, што мислам дека денеска не ни требаат, да се инвестираат во здравствениот систем и во опремување и овозможување на колку толку ние превентивно да спречиме ширење на зараза. Значи, ние може да земеме превентивни мерки надвор од болницата, превентивните мерки и ширењето на заразата во болницата е загрозен. Да. Дали ме разбирате? Значи, не работи магнетот, не работи, еден компјутер работи. Доста исто некои други апарати се расипани, каде што се пак тука доаѓа до загрозување на здравјето на пациентите. Јас како невролог, кога ми доаѓа мене пациент со мозочен удар во период од 14 часот до 17 часот, јас не можам да го снимам. Бидејќи во тој период се снимаат пациенти со COVID-19. Значи, тука јас сум успорен за да му ја пружам целокупната нега на тој пациент. Да, ако е тој за тромболиза, јас не можам. Магнетната резонанца зошто не работи? И колку време? Не работи може 4-5 месеци, може и повеќе. И ги праќате на рентген во државна, така, кај вас? Имаме ние сега баш доста пост-ковид пациенти, тоа релативно млади личности, 85-82 родени со доста пост-ковид енцефалити, и правиме организација со договор со радиологија во клиничкиот центар и да невозможно да ги испратиме таму и да бидат диагностицирани, односно да се направи таа магнетна резонанца. Да. Ја спомнавте смртноста, денеска повторно проверував на Коронаметар за Македонија, 10 сме во свет, некако не мрдаме од тоа место. И сега ако ги случиме тамо, да речеме Гибралтар и Сан Марино кои се пред нас, кои веројатно тоа е многу мали држави се, тоа е веќе друга статистика. Може ние сме значи седми, 8 сме во целиот свет по смртност. И сега ги имаме и овие зголемени дневни бројки на починати. Доктор Мехмедовиќ, има ли некоја причина зашто е толку голема смртноста кај нас цело време, константно во текот на
на оваа епидемија. Изведовме ли, може би на почетокот беше рано и болеста е нова и се, но сепак зошто нашата земја толку се истакнува? Дали имаме грешка во терапијата, дали здравствениот систем што е оптоварен, па поради тоа се продуцира таа голема смртност или нешто трето? Имаме ли одговор? Ајде вака поред да одговориме. Први, по однос на тоа дека е преоптоварен здравствениот систем, доколку погледнете во дневната статистика, таму јасно кажува дека од 50 починати, 50 се починати во болнички услови. Или еден е починат во домашни услови. Да, најчесто е така. Најчесто е така. Тоа значи дека тие кои што починале во болнички услови, односно не е дека не е причината исполнителоста на болничките капацитети. Доколку би било обратното, тогаш би имале случаи на пациенти кои што починуваат во домашни услови. Меѓутоа без намера да воопшто бидам на страна и да го бранам здравствениот систем, веројатно дека причината е нешто што до сега и воопшто не сме го разгледувале. Разговаравме за тоа какви се протоколите, меѓутоа генерално протоколите кои што ги користиме и ние во делот на интерните клиники, инфективната клиника 8 септември, сакат и останатите ковид центри што се отворени се согласно протоколи кои што се од Националното здружение на инфектолози од Америка или Роберт Кох институтот во Германија или Хрватското здружение на инфектолози, така да тоа не се протоколи кои што практично ние сме си ги наметнале сами на себе, своји лични искуства кои што ги применуваме со цел да можеме да кажеме дека во делот на терапијата се разликуваме од останатите држави кои што ја применуваат. Третата работа која што треба да ја земеме во предвид е дека се пријавуваат сите позитивни на ковид, меѓутоа тоа не е пример само со нашата држава, има и останати држави кои што ги пријавуваат позитивните на ковид, кои што не починале од ковид симптоматологија, меѓутоа биле детектирани постмортем како ковид позитивни. Според она моје лично размислување, сметам дека причината за високата смртност е во нешто што е надвор од сите овие три сфери на размислување. И дека треба да се направи сериозна анализа, за да можете да докажете нешто, ви се потребни податоци. И мислам дека достапноста до податоци би требало да биде малку по-транспарентна, дека би требало секој од нас, посебно ние што се занимаваме со ковид пациенти, да имаме таков пристап до податоци, за да можеме да направиме некоја иницијална анализа која што би била предмет на понатамошно разгледување. Повторно ќе кажам, надвор од терапијата, надвор од болничките капацитети и надвор од тоа на начинот на кој што се води статистиката, сметам дека причината за високата смртност е нешто сосема четврто и дека треба и здравствените власти да се позанимаваат со ова прашање и нешто што не е прв пат потенцирано од моја страна, неколку пати апелирав. Имате ли претпоставка што е тоа, мислам, би кажале ли или Не, апсолутно не можам од овие податоци кои што ги имаме на располагање да изведам заклучок за тоа што би можело да биде, а уште помалку да го детерминирам како такво. Значи, навистина не би можел, врз основа на овие три претпоставки кои што ги имаме за болничките капацитети, за протоколите и за пријавувањето на оние што се постмортем ковид позитивни, да извлечам податок дека едно од тие три или сите три заедно се причината за толку големата појава на смртност во нашата земја. Значи, мора да биде нешто што е сосема неврзано со овие три работи, затоа што овие три во основа и по статистика не ги покриваат сферите на логиката кои што не укажуваат на тоа дека има нешто погрешно во тоа што го. Едно од објаснувањата на министерот Филипче кога го прашуваат за ова прашање, тој вели објаснувањето му беше дека луѓето доста доцна доаѓаат во болница, тоа му беше едно од порано кога го прашува. Вие што мислите? Па јас не би се согласил, јас не знам, јас искрено го немам видено тој протокол кај нас во Септември за лекување. Да не искочија насите стручњаци да речеме може да преземат кога да се почне со антибиотикот. Зашто слушаме, значи на почетокот се удри со сумамедот на големо. Има тичете препишуваа. Исто така се почна да без контрола да се препишува и антикоагулатната терапија, таблетарната и клексането и фраксипаринот, значи за боцкање. Не се најде некоја стручна екипа од стручњаци кај нас професори да излезат. Ја овој момент би го разбирал да сме лани 2020, да не знаеме, да е непознато. Ама после година дена ние да немаме став, дали да се искачаме, се излегува со една изјава дека сумамедот е добар, па после не е добар,
Имаме поединечни примери како на професорот Пановски, кој цело време апелира за сумамедот. Видете, Така после натаму. сега у последно време и ивермектинот е во мода, каде што се препишува. Искочија нови студии докази дека повеќе прави штета него корист. Дозирањето и давањето на ивермектинот е исто без протокол. Има некои каде што се даваат првиот, третиот, петиот ден, некои го даваат првиот, вториот и третиот ден. Идеме со дозажата, се знае, значи во однос на килограмите па пута милиграми толку се даваат. Значи некако не ова година и 2 месеци не се искочи со некој протокол. Може да се провера сите листи на пациентите, сигурно ќе најдете, не знам дали ќе се најдат 10-15 листи кои што се идентични. Тука разговараме за две различни работи. Да. Едното е за протокол, второто е за придржување до протокол. По однос на тоа дали постоеше протокол за ивермектинот, постоеше протокол за ивермектинот. Истиот беше доставен и до Сдруженијето на матични лекари. За тоа на кој начин треба да се аплицира, кои денови се даде, во колкава доза треба да се даде. Постои посебен протокол за болничките пациенти, како треба да се применува тој протокол. Така да придржувањето до протоколот е сосема друга работа. Дека клиниката за пулмологија искочи со протокол за ивермектинот искочи. Односно го даде протоколот за ивермектин и тој беше јавно поделен за да може да истиот да се применува. Дали одредени лекари се придржуваат до тој протокол, тоа е друга работа. Дали истите лекари го виделе тој протокол, тоа е трета работа. Меѓутоа дека постоеше протокол, постоеше протокол. И истиот беше јавно достапен. Во однос на тоа колку штета се прави со одреден лек и кога треба да се вклучи друг лек, мислам дека барем во делот на интерните клиники, со консензус на стручен колегиум, беше донесено дека протоколот кој што ќе се користи во лекувањето на пациентите беше хрватскиот протокол. Така да во однос на тоа кога треба да почнете со антибиотик или кога треба да вклучите кортикостероидна терапија или кога треба да користите нискомолекуларен хепарин, беше точно определено согласно тој протокол. Тој не е протокол на државно ниво и доколку разговараме за такви протоколи, доколку разговараме го ставија тој Министерството за здравство, ако веќе е направен тој протокол на ниво на интерни клиники, требало да најде доблест и да го преземе и да го дистрибуира и да го унифицира и да го биде на ниво на цела држава. Да, еве, го спомнавте ивермектинот, според информации, ивермектинот во некои ковид центри се дава, во некои не се дава. Според други информации и сумамедот веќе во некои ковид центри не се дава, не се користи воопшто, значи исфрлено. За ова зборуваме за тие државни протоколи. Мислите ли дека им треба да има централизиран протокол? Па тој можеби би требало да се менува согласно податоците, доколку ивермектинот не делува, нека се смени и така натаму. Бидејќи вака окей ова што го кажувате, но ми се чини дека некако е стихино оставено на установите сами да се регулираат, а немаме централна Целата регулација. работа од почетокот е стихина. Еви сега гледате, се зголема бројот стихино се отвараат оделенија, се отвараат се пренаменуваат други клиники. Што ќе работиме ние со здравата популација која има потреба, што не е ковид, што има потреба од здравствена установа, од здравствена нега. Да, тоа е проблем од почетокот со другите пациенти кои се Тој запоставени. проблем остана. Да. би сакал Секојаш е стихино, значи ако има некој протокол врз база на научно докажани студии, светски признати, а може и за година дена требаше да изгледат и нашите стручњаци, не да се искача со статистика дека смртноста е на ниво на европско ниво, туку дали тој ковид пациент што починал, ако имал бронхопневмонија, дали таа бронхопневмонија е од вирусно потекло или е инфекција од некоја бактериска. Мислам Да, дека треба да бидеме повнимателни во комуникацијата, затоа што на овој начин мислам дека дополнително ќе се внесе паника помеѓу граѓаните. Една работа која што треба да биде јасна е дека протоколите кои што ги споменав, никаде не кажав дека се национални протоколи. Ја не кажав германскиот протокол, ја не кажав американскиот протокол, протокол кој што го донела Хрватска на ниво на држава. Тоа се протоколи на здруженија и на стручни институции кои што носат протоколи. Практично, болеста е толку нова што ниту една држава не може во својата легислатива да го внесе протоколот. Не е дека тоа е оправдание за било која држава, значи практично на глобално ниво е проблем. Меѓутоа постојат институции кои што се експертски, како што се
Националното здружение на инфектолози на Америка или Роберт Кох институтот за јавно здравје во Германија, кои што ви носат протокол. И тој протокол не важи на територија на цела Германија. Нормално дека во одредени, пошто таму е федерален систем на уредување на државата. И имате одредени држави користат еден протокол, друга држава користи сосема друг протокол. Не постои унифицираност на протоколите, не постои идеален протокол кој што можете да го користите во лекувањето на ковид пациенти. Меѓутоа одговорно тврдам дека секој лекар кој што работи во било кој ковид центар во државата дека се придржува до некој протокол. Пред се поради себе и својата чиста совест, а потоа и поради пациентите. Да. Оно што исто така сега е доста актуелно е вакцинацијата, тоа најмногу ги интересира граѓаните. Значи, после долго време кај нас дојдоа некои вакцини со донација, нешто купивме, нешто добивме, повеќе добивме за сега. За април Министерството најавува поголема количина на вакцини. Кажете ми, она што е сега најголема светска драма е околу вакцината на AstraZeneca. Денеска Европската агенција за лекови го донесе, рече се истиот заклучок код порано. Добро, сега кажа дека е докажана врската меѓу тие тромбози и вакцината, но вели дека користа од вакцината ги надминува ризиците. Бенефитот е во полза Бенефитот е поголем. Исто така денеска британските регулатори кажаа дека втората доза, дека тие што примеле прва доза на AstraZeneca треба да ја примат и втората доза. А кај нас министерот Филипче кажа дека се размислува тие што примеле AstraZeneca да примат втора доза од друга вакцина, што порано барем беше проблематично, ја не знам, не сум експерт на тоа поле, за вакцинација. Како вас ви се чини, како сега да се смират граѓаните кои порано не веруваа во има проблем со вакцините, а сега со овие сите информации мислам дека се додава дополнителна паника кај нив. Работата околу вакцинацијата доста излезе од контрола. Прво се излегуваа со различни податоци, тие што имаат прележано ковид инфекција, колку се имуни, дали треба да се вакцинираат, не треба да се вакцинираат, после недостатокот од вакцини, донациите, во одредена вакцина прави несакани ефекти, антивакцерите ги користат сите моменти. Се случуваат, значи тие несакани ефекти се случуваат. Јас им објаснувам и на самите пациенти кои ќе им препишеме ние одредена таблетарна терапија, они го отвараат упатството. Во упатството се наброени сите несакани ефекти. Тоа не значи дека самата вакцина не е добра. Значи, спомна на почетокот колегата, значи подобро да се спречи него да се лечи. Спречувањето и подобрувањето на имунолошкиот одговор и здравјето на народот е со вакцинацијата. Тоа да се разберем. Сега што излегува овие манипулации со вакцините, таа вакцина важи, таа дава такви несакани ефекти, другата дава сосем спротивни ефекти, некоја важи со пасош за патување низ Европската Унија. Малце мислам дека направи забуна во меѓу луѓето, ама мислам дека процентот на луѓето што сакаат да се вакцинираат е сепак голем. И проблемот е треба да се набават вакцините, за да може да се продолжи со вакцинацијата. Треба да се продолжи со вакцинацијата, како што реков, прво со ризичните групи, со здравствените работници, со хронично болните, па понатака да се оди со другите. Едноставно да се направи некој план, а кај нас не можеме да го правиме тој план бидејќи зависиме од донациите. Се уште немаме вакцини, така да. Јас прележав ковид и тие податоци, јас за тоа се лутам малце на нашите стручњаци кои ги респектирам. Значи не излегува некој вели дека после прележување дека можете да се вакцинирате и после месец дена, некој вика можете после 6 месеци, други велат дека ако имате имуноглобулин Г високи, е контраиндицирано да се вакцинирате. Мислам дека вакцинацијата на здравствените работници почна без испитување на тие ИГГ во крвта, да се види кој прележал, кој не прележал. Значи, нас не буни тоа што сме стручите лица. Искрено, јас тоа што сум го учил по имунологија, малце, не знам дали колегата ќе се сложи, малце
тоа што сме го учеле на времето е некако побиено со оваа епидемија. Да. Мислам дека не слушнав некој да каже дека е контраиндицирано си кога имате висок титар не ги тела да се вакцинирате. Не е контраиндицирано, туку нема потреба да се вакцинирате. Тоа е сосема друг. Тоа е сосема друга работа. Погрешно се изрази. Да. Значи дека Што вие во сте основа- заштитени, а да оставиме на тие Што што во основа е точно, Точно, тоа е практичен модел, значи не е медицински, не е научен модел. Секако дека доколку се вакцинирате имате висок титар на IgG антитела, дека нема ништо да ви биде. Меѓутоа ќе добиете бустер доза што ќе ви го засили имунитетот во насока на тоа да ги памти подолго тие мемориски клетки од имуниот систем подолго време да го памтат одговорот кон вирусот. Она што е важно е дека се ова што беше наведено е точно. И доколку имате висок титар на антитела и не се вакцинирате, ќе бидете заштитени од вирусот. Имате висок титар на антитела и се вакцинирате, повторно ќе бидете заштитени од вирусот. И во едниот и во другиот случај нема да имате компликации, да развиете тешка клиничка форма на болеста или да имате смртен исход, доколку се заразите со вирусот. Така да практично све од ова што го кажавме е точно. Во однос на вашето прашање сакам да дадам конкретни одговори. Едното прашање се однесуваше на тоа што мислиме ние за одлуката на ЕМА, која што беше практично 2 часа пред да почнеме ние со ова интервју. И внимателно ја прочитав неколку пати и ќе сакам точно да ја пренесам, да не ја парафразирам. Значи ЕМА донесе одлука во која што се вели дека треба во SMPC-то, тој што е збирот на сумарни карактеристики на продуктот на AstraZeneca вакцината, треба да стои дека се можни, потенцирам, можни несакани дејства, како тромбоза на централен венски синус, поради тоа што има зголемена инциденца, која што е и без разлика на незината фреквенција, далеку поретка и далеку помала од бенефитот на примањето на вакцината. Меѓутоа, се уште не е точно дефиниран механизмот на кој што тоа настанува. Значи, во еден случај се зборуваше за ХИТ, тоа е хепарин-индюст тромбоцитопенија, односно еден вид на создавање на тромби како резултат на хепарин, кога се намалуваат бројот на тромбоцитите, и втората е ВИПИТ, два различни механизми, меѓутоа ниту еден од тие механизми кои што се спомнува не беше докажан како механизам во делот на апликацијата на AstraZeneca вакцината. И затоа ЕМА наложи на своите комисии кои што се занимаваат во делот на регулативата и безбедноста на вакцината да продолжат со испитувањата за да го докажат механизмот. Се додека не се докаже механизмот, стои формулацијата дека се можни несакани ефекти од вакцината. Но ефектот, односно она што го имаме како благодет, како бенефит од примањето на вакцината е значително, во милион пати поголем од несаканите ефекти кои што се водат како резултат на апликација на вакцината. И тоа е нормално кога имате примена на еден медицински производ во таква масовна употреба, кога ви се вакцинирани речиси 30 до 40 милиони жители од целокупната светска популација. Затоа треба, како што препорача ЕМА, и понатаму се продолжи со вакцинацијата на... Истото го потврди и британската регулаторна комисија, денеска Борис Џонсон го потврди истото, така да во однос на безбедноста на вакцината се уште се стои на тоа дека AstraZeneca е безбедна вакцина. Дали треба да се прима втор тип на вакцина? Тоа е сериозно прашање и мислам дека министерот на тоа одговори дека ќе ги чекаат официјалните препораки од ЕМА. ЕМА е регулаторно тело. И доколку ЕМА каже дека согласно она што производителот го навел, а тоа е дека ќе примете првата доза на AstraZeneca и ќе примете втора доза на AstraZeneca, затоа што во тој протокол што го дава AstraZeneca не може да стои прва доза на AstraZeneca, а втора доза на Pfizer. Ке мора да се почитува протоколот, затоа што се регулатори. Тоа не е научно тело кое што сега ќе размислува за тоа што би било кога би примиле друга доза на вакцина. И согласно сите правила, прописи кои што се познати на медицината, они ќе донесат одлука дека треба да се почитуваат оние препораки што стојат во протоколот на медицина, на вакцината која што се аплицира. Доколку го дадете на било каков поинаков начин, прва доза на AstraZeneca, втора доза на Pfizer или Moderna или Sputnik или било што друго, тогаш ви излегувате од протоколот. И тоа се вика off-label medicine, односно медицина која што е надвор од она што го има препорачано производителот. И тоа ќе оди на одговорност на сите оние држави кои што ќе го применуваат како такво. Добро, ќе продолжиме со вакцинацијата, мораме да направиме кратка пауза и брзо се враќаме во студиото. Останете со нас.